Вести на Канал 8. Добро вечер. Првата фаза од овогодишното третирање против комарците во општина Кочани ќе се спроведе идната недела. Според најавите ќе се реализира авионско третирање на површина од околу 1300 хектари. Иако роевите комарци во Кочани повеќе од еден месец ги вознемируваат граѓаните, општината дури идната недела ќе спроведе прво прскање за оваа година. За таа намена во општинскиот буџет се испланирани над 1 милион денари, пари со кои треба да се покријат трошоците за набавка на инсектицидот и прскањето. Првата фаза од борбата против комарците ќе се реализира со авионско запрашување, а ќе се спроведе во вторник, 23 јуни. Според писменото известување од општина Кочани, предвидено е акцијата да ја реализираат стручни екипи во периодот од 1 до 6 часот наутро. При тоа ќе се користи досегашното еколошко заштитно средство, така наречен широкопојасен инсектицид аквакотрин со активна супстанца делтаметрин, одобрена од Бирото за лекови. Со третирањето ќе бидат опфатени површините во градското подрачје на Кочани и поголемиот дел од низинските села. Вкупната површина на која е планирано прскањето изнесува околу 1300 хектари. Акцијата за авионско запрашување ќе ја реализира фирмата Бониер, која е лиценцирана за ваков вид услуги, а цената од хектар изнесува 5 евра. Иако инсектицидот е одобрен од надлежни институции и не е опасен по здравето на топлокрвните суштества, сепак од општината упатуваат повик до граѓаните кои одгледуваат пчели да ги преземат потребните заштитни мерки за време и по третирањето на подрачјето. Доколку на најавениот ден има неповолни временски услови, односно врнежи од дожд или силен ветер, тогаш третирањето ќе се одложи за наредниот ден. Од локалната самоуправа на Кочани планираат во рамки на првата фаза од прскањето против комарците, освен авионско, да има и запрашување од земја. Според изготвениот план за дезинсекција, тоа ќе се реализира една недела по третирањето од авион. До крајот на сезоната пак планирано е да се реализира уште една фаза од планот за дезинсекција, при што исто така ќе има авионско и тереистичко запрашување. Започна обештетувањето за штетите што пред половина година ги предизвикаа поплавите во источниот регион од државата. Жителите на општина Чешиново Облешево, кои беа најпогодени од надојдените води, ќе добијат финансиски надомест во висина од околу 330.000 евра. Половина година по катастрофалните поплави што го зафатија регионот, граѓаните кои претрпеа материјална штета ќе добијат финансиски надоместок. Според најавите, домакинствата и земјоделците чии имоти настрадаа од надојдените води треба да добијат 100% обештетување. Од општина Чешиново Облешево информираа дека и таа е опфатена со владиниот план за надомест на штетата, зашто веднаш по поплавите беше направен увид и се изготвија записници. По завршениот увид на Комисијата за утврдување и проценка на штети од поплави во општината било констатирано дека најголеми оштетувања има на инфраструктурата. При тоа оштетени биле мостови и патишта за пристап до земјоделските површини, како и други локални патишта и банкини. Од доставените пријави за штети на земјоделско земјиште, утврдено е дека поплавите оштетиле земјоделска површина од околу 30 хектари. Од нив 12 хектари биле засејани со пченица, 16 со јачмен и околу 2 хектари со луцерка. Оштетувања претрпели 20 домакинства, од кои поголем дел се во селото Чифлик. Проценката за вкупната финансиска штета предизвикана на територијата на општина Чешиново Облешево изнесува околу 20 милиони и 700.000 денари. Општина Кочани започна подготвителни активности за комплетирање на дел од улицата Стамен Манов во Ромското мало. Со проектот е предвидено асфалтирање на коловозот во должина од околу 150 метри. До крајот на летото треба да завршат градежните активности за целосно комплетирање на кракот 2 од улицата Стамен Манов во Ромското мало. Иако беше планирано тоа да се реализира уште лани, работите беа пролонгирани, а од општината дури на почетокот од овој месец го објавија тендерот за избор на изведувач на изградбата. Според проектната документација, планирано е за овој зафат да се потрошат околу 1 милион и 700.000 денари, со кои треба да се постави асфалт со широчина од 5 метри на преостанатата должина од 150 метри. Всушност, активностите ќе представуваат продолжение на претходно започнатите работи за асфалтирање, што стартуваа уште пред 3 години.
Поради конфигурацијата на теренот, со проектот веќе е изграден потпорен зид во должина од 90 и просечна височина од околу 2,5 метри. Финансирањето на градежните работи за целосно комплетирање беше обезбедено со околу 2 милиони денари, што општина Кочани ги доби од Министерството за транспорт и врски со програмата за поддршка на имплементација на декадата и стратегијата за ромите. Локалната самоуправа исто така има свое учество со уште околу 1 милион денари. Изградбата на кракот 2 на улицата Стамен Манов започна кон крајот на јули 2012 година, при што беа асфалтирани околу 150 метри. Неговото комплетирање ќе овозможи поврзување со кракот 1 од истата улица, што води кон местноста Колерски гробишта и улицата Евлија Челебија. И додека општината планира асфалтирање на кракот 2, главниот коловоз на улицата Стамен Манов, одамна чека реконструкција. Најавите од локалната самоуправа дека таа ќе биде еден од приоритетите досега не се реализира, а поправка чека и фекалната канализација што минува од таму. Големи оштетувања на асфалтот и дупки на улицата Стамен Манов во ромското мало со години чекаат интервенција. Поради страничното подкопување на коловозот и немањето рабници, возењето дополнително е отежнато со стеснувањето на асфалтната површина, па две возила не можат нормално да се разминат. Со оглед што овој дел од улицата води кон фабриката за вода, а е поврзување и со локалниот пат кон планинските села од овој дел на Осоговијата, по неа има зголемена фреквенција на сообраќај. Сопствениците на објектите во близина и сами придонеле за оштетување на коловозот со негово прекопување за да се поврзат на водоводната инсталација. Дел од нив пак немаат канализација, а и постојната инсталација е во лоша состојба, за што алармираше и советникот Аки Акиов. Алармантна е ситуацијата горе, има пукнано цевка од фекалната канализација, сите фекали течат по улицата Стамен Манов. И со таа вода што тече од таа цевка, децата си играат, па ќе се заразат таму. Мислам, тоа треба потхитно да се превземе. Градоначалникот Радко Димитровски уште на една од минатогодишните седници на Советот призна оти улицата Стамен Манов е една од најзагрозените, на која и е потребна итна интервенција. Навистина е состојбата алармантна на улиците Стамен Манов и на улицата Полацки пат, и од првите работи што ќе бидат, уште од утрешниот ден ќе бидат преземени мерки, да што е можно побрзо се санираат таквите ударни дупки. И покрај ветувањата, освен привременото крпење на ударните дупки, поголема интервенција немаше, па состојбата на коловозот по кратко време повторно се врати во нормала. При обилни врнежи, условите само дополнително отежнуваат ситуацијата, а одолговлекувањето на реконструкцијата на коловозот придонесува тој и понатаму да се оштетува. Вестите на Канал 8 завршија. Најновите информации ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Имајте убав викенд. Довидување.